Не постои ништо пошармантно духот кој го поседуваат вистинските дами, соочени со прилично недугави коментари за изгледот, особено во услови, време и локација, кои не дозволуваат во целост да покажат како би требало и можело да изгледаат пред јавноста. Со донесувањето на гумените чизми на семејството Атанасови, веќе имаме можност да разговараме со господјата Маре Атанасова, која што е собственичка на домот. Господја Атанасова, еве конечно со овие чизми излеговте од вашиот дом. До крајот на денот како мислите, како да го решите сега? Ќе решите проблем само со гумени чизми или како? Па со гумени чизми, со шорду, со штиклери да излезе. Од другата страна на осогово некои извикани дами со нивните лажни високи подпетици. Вистински им го газат достоинството на мештаните, а нивната стока им ги уништува посевите, нивите и бабчите. И никој не мрда со прстот. Изминатите години, што се вика, имаме тортура од крави во нашето село кои ни прават големи штети. Слабали ги ја искораговеата, овдеките раѓи нагоре ги наподи, они се обрќат во голики бикови, они ќе ме утепат. И ја носим мотка. И што ќе? Они не бегат, они сака да не бодат. Преку крива река и Пчиња во долината на Вардарс има друга мака. Таму напаѓаат глутници кучиња и според сознанијата, само во специфични моменти и специфични луѓе. Спас од нив изгледа нема. Сега пред неколку дена, цела фамилија во краток временски период апната. И едно лице четврти пат годинава. И како треба, ако треба се купува дрва дома, кучето гапи. Ако треба да се еден одмор, кучето гапи. Проблемот со кучињата може би е решлив, но како да се создадат услови за луѓето? Нивото на инвестиции е толку високо што прогнозите за развој, например на гасоводната мрежа во Куманово, звучат и повеќе од оптимистички, ама за некој друг век. По физибилити студија, јавното предпријатие треба да има 350 км мрежа за да биде целиот град покриен. Ако ја направиме таа споредба дека ние немаме ни 10% од мрежа изградено до онолку колку што треба, јас направив математичка анализа дека нова предпријатие со оваа темпо ќе му требаат уште 200 години да се развие. Сигурно е така, но мора да се има предвид кој ги креира условите, кои се одговорни за така забрзаното темпо. Ете во Битола веќе се избрани кадрите кои ќе раководат со јавните предпријатија. Направен е вистинскиот, фамилиарен избор. Во списокот има внуци, сопрузи, брачети, кумови, девери, баби, дедовци, на сегашни функционери, на поранешни високи функционери. Секако тука е една господја мајка на вработен во општина, која што партиски редовно по социјалните мрежи ве фали, ве халоспева, градоначалникот и сите останати, каде ви пишува браво и само напред, денес е предлог за член на управен одбор во јавното предпријатие за урбанистичко планирање. И на крајот, не треба никој да се чуди. Семејството мора да биде згрижено. Имам деца кои не дават да погледнам за пари. Одма од Англија фунти, од Америка долари и нема проблем за мене. За другите нека си водат сметка секој. Децата незапирливо заминуваат надвор. Старите се на пат од кој нема враќање. И другите, тие што се избрани, тие треба еднаш веќе да почнат да водат сметка. Ама не секој за себе, туку за сите.